И да нема дупка, ќе ја смислат само да ја пополнат со партиски кадар. Во 5 до 12 на десетина институции им текна дека имаат недостаток на соодветна работна сила, по огласи фрчат на секоја државна врата. Ваквите огласи кои се појавуваат на само 2 месеци пред изборната забрана за вработување, очигледно представува предизборен подкуп. Веројатно тоа е една од нивните планирани активности во поглед на предизборието и во поглед на обезбедување на гласачко тело. Меѓутоа, тоа не е нешто ново, тоа граѓаните многу добро го знаат и мислам дека во некои ситуации може да има дури и контраефект, бидејќи едноставно представува провокација за останатите граѓани, бидејќи сето тоа го гледат и пред нивните очи сето тоа се случува. Добро испланирано сценарио се вработувањата, бидејќи не се спротивни со законот во моментов. Власта ќе ги полни државните институции на брза лента, бидејќи има само 2 месеци пред да бидат распишани изборите. Во моментов не се со законот, бидејќи одлуката ќе биде во средината на февруари, од тој момент ќе има забрана за нови вработувања и сите постојни ќе морат да ставени во мирување. За ваквите сомнителни предизборни вработувања кои не се косат со законот, но се непосредно пред изборниот период, многу пати досега има алармирано и антикорупцијската комисија. На над дури 500 вработувања се најавени во државните електрани, 80 огласи за работа во Агенцијата за администрација, 41 нов работник се бараат и во Фондот за здравство, 15 нови му требаат на османи во МНР, 9 нови кадри ки има и во транспорт и врски, 8 во Министерството за информатичко општество, а исто толку и во Општата болница во Велес. За јавноста е предизборен подкуп, но не и за председателот на владата Ковачевски, бидејќи сега било декември, а изборите се закажани за во мај. Државните електрани скроија и оправдување дека за време на пандемиската година штеделе и не ги вработиле кадрите кои им фалат. Владеачкото мнозинство најави забрана на привремени вработувања, ама и го одложи за 2025 година, откако ќе поминат овој круг на избори, па и локалните кои треба да се одржат за 2 години од сега.